добар ден, почитувани гледачи. Еве првиот февруарски ден со првото издание на емисијата 60 минути исток, што ја започнуваме во стандардниот нејзин термин по 15 часот и 30 минути. А оваа првата недела од февруари ќе биде баш буквално интензивно збогатена со содржини кои ќе бидат сведоштво, рефлексија на потребата на граѓаните да се воздигнуваат и телесно, но и духовно, особено ова второто, духовното. И заради тоа денеска во студиото ја поканивме госпоѓа Сонја Манева од Националната установа библиотека Гоце Делчев, и со неја ќе разговараме и за тоа што случуваше завчера, в петокот, она што следува задутре и другите активности. А во вториот дел од денешното издание на емисијата ќе ни бидат гости чиновите на најдобрата спортска екипа за 2015 година ЕФА шампиони, пинг-понгарите Филип Младеновски и Александар Кралев, и со нив ќе поразговараме и за успесите, подемите, падовите во спортот, како и во животот, и за тоа што ги очекува во оваа надпреварувачка сезона, а нормално емисијата ќе ја зачиниме и со низа на видео прилози кои верувам ќе придонесат целосно да бидете информирани за тоа што денеска се случуваше во истокот. Говорејќи за истокот, да кажеме дека 134 млади земјоделци во земја искористиле можноста за набавка на нова механизација преку субвенционирање од страна на државата. Делчевските планинари започнаа сезоната за искачување на високите планини. Викендов со 35 планирани од Скопје, Куманово, Штип и Кочени го искача на високиот врв во Источна Македонија Руен. Денеска повторно се обидуваа да најдат некои заеднички ставови членовите на Сдруженијето УНИТ, а во меѓувреме околу 50 стечени работници се со блокирани сметки од девана за неплатена струја и на нив веќе од усте им ја вадат сувата корка леп. Конечно ќе се гради пати до заборавеното штипско село Суво Грло. Во ова село активно население има само во 6 куќи. Рековме за културата, покрај тоа што ќе говориме за библиотеката и активностите. На 3 февруари на сцената на Народниот театар во Штип ќе биде одиграна монодрамата 100 години потоа. Во изведа на актерот Петар Темелковски представата говори за ликот и делото на пенинскиот цар Јане Сандански. В среда, исто така значи на 3, но во 22 часот во Дом на млади гостува сараевската рок група Теферич Панк Бенд, па ете и прилика и за најмладите да бидат сведоци на некаков настан, оно што би ги преокупирало. Информација од спортот: неславно заврши турнирот Дан Колов за македонските и штипските борачи. Дејан Митров, како и останатите борачи од Македонија, се враќаат без медал. Дејан Митров се пласира на 5-то место, откако не успеа да слави во средбата со представникот на Монголија, загуби со Тушту во првата рунда. Сончево време со максимална температура од 15 степени, вечерва ведро минимална 2, утре повторно сончевина, максимална 16 степени. Тоа е тој кроки портрет на денешниот прв февруарски ден. Февруари сечко, како што го велиме, се уште рано да ги влечеме заклучоците за тоа каков ќе биде месецот или како ги заврши, но судејќи според народната дека денот се познава по утрото, можеме да кажеме дека ќе имаме богат со содржини од областа на културата и уметноста месец. Првата манифестација задутре, која е многу значајна, покрај одбележувањето на патронот, денот на раѓањето на Гоце Делчев, Националната установа библиотека Гоце Делчев ќе организира нижа манифестации, затоа и велам добре дојде на госпоѓа Сонја Манева во студиото на телевизија Стар. Госпоѓа Манева, пред да преговориме за ова што се следните активности, односно што ќе се случува на 3, 4 и 5 во библиотеката, морам да ве прашам, бидејќи бевте организатор на еден успешен хепенинг, јас така би го рекол, каде што понудивте содржини 2 во 1, ако може така да кажеме, и за Тоше Проески и за Гоце Делчев. Како помина целата таа активност, бидејќи она што го видовме во библиотеката импонираше и по бројот на присуство и по бројот на луѓе кои додоа да кажат нешто што имале да кажат, некој се мотивирал, некој инспирирал. Како помина целата оваа манифестација? Вака, добар ден до гледачите на телевизија Стар. И јас како во минатата емисија нешто почести гости ви станавме и мислам дека ќе продолжиме понатаму. Ќе држиме темпо. Истакнав дека, значи, ние сме јавна библиотека
која претендират јавните библиотеки се културни жаришта во средината каде што делуваат и токму во тој правец и ние ќе се трудиме да ги тераме сите овие активности во нашата установа во текот на целата година. Значи ќе ги следиме сите значајни настани, личности, случувања и ќе настојуваме да ги одбележиме на најдобар можен начин. Значи во петокот на 29-ти организиравме книжевно-музички перформанси. Во чест, тоа беа 2 датума меѓу родендени за Тоше, и еве еден вид најава за следниот настан, значи раѓањето на нашиот учител водач Гоце Делчев. Настанот, можам да кажам, беше настан за паметење, на наше прекрасно задоволство. Ние сите вработени во библиотеката како тим сме презадоволни. Јас се надевам и сите што беа присутни таму да го следат тој настан, но исто така и самите учесници. Големиот простор на возрастно оделение каде што не се случуваат сите овие културни манифестации, можам да кажам како да беше претесен да ги собере. Беше исполнет со една позитивна енергија, со едно смеа, джагоро деца, што е на нешто прекрасно за секоја институција. Настанот учествуваа, можам да кажам, значи во хорови, драматизации, учествуваа сите основни училишта, еве уште еднаш благодарност, учествуваа и од средните училишта, учествуваа со музички точки, со своји рецитали, препејуваа песни и тоа, можам да кажам, го правеа со една огромна емоција. Тоа е најшто најбитно. Во нивните настапи се чувствуваше таа емоција, значи сакаа она што го чувствуваат да го пренесат на најдобар можен начин и немаше некој присутен во библиотеката да не беше исполнет со тоа позитивни чувства, со позитивна енергија. Сите, мислам дека замина доста задоволни и траеше 3 сата настанот, доста долг, меѓутоа се следеше до крај. Па кога има богата содржина, да, интересна. Ви се случило во последните години така на едно место да имате така еден хепенинг кој го враќа животот на библиотеката, бидејќи зградата е бетон, но внатре е сршта или оно што се рекува духот на народот, па сега ви се случи така еден пресек на генерацијот на младите па до највозрастните да бидат заедно во библиотеката, неверојатен хепенинг. Добро, има такви случаи. Има промоции. Да, особено доктори на науки кога ги имаме, стварно имаме тогаш огромен број на посетители. И меѓутоа, еве овој настан на наше големо задоволство предизвика многу голем интерес. Тоа е најбитно, ги анимиравме младите да се активираат и слободно надвор од училиштето, да се вложат, да научат, да представат и нешто ново и значењето на овие личности и пораката што ги испраќаат овие личности, дека вечноста на една личност не е во материјалното, во духовното, во делото што ќе го остави за тебе, за себе и тоа оние позитивни морални вредности. Сега по ова искуство предпоставам дека до година исто ќе планирате да го повторите. Се разбира, ќе настојуваме да имаме и уште по-масовни и уште по-убави настани. Значи, ние ќе се трудиме во таа насока да го дадеме својот максимум. Задоволни сте вие како организатори, задоволни тие што се учесници. Најбитно е што публиката беше задоволна и учесниците. Имате премиера хор на гимназијата. Да, прекрасна и сакам да тоа да потенцирам дека токму тие ние не сакавме, значи секој си даде свој допринос за да биде настанот таков како што беше. Меѓутоа и затоа ја нарековме награда за највпечатлив. Ја добија токму хорот за музички перформанс, а за книжевен ја добија учениците од основното училиште Славејко Арсов. Мислам дека сето она така заклучивме комисијата, стварно на еден посебен начин ги искажа своите творби, ги изрецитира и затоа решивме да еве така ни беше предвидено, значи да доделиме тие 2 награди. Да. А на сите останати им беше доделена благодарница, на менторите, бидејќи стварно без нивната помош, без нивниот ангажман немаше и ние сето тоа да го направиме. Очигледно дека училиштата ви стануваат постојан и перманентен соработник. Да, во работата на библиотеките. На литературата и јазикот. Неминовни партнери се универзитет, училиштата, основните, средните, понатаму градинките, институциите, значи ние за да успееме во целата таа работа се ги анимираме, тоа е меѓусебна заедничка соработка
Тие се наши најбитни соработници и партнери во целокупните тие наши активности. Уметници, поети, сликари и така натаму. Библиотеката станува неспорно фокусно жариште, ако може да кажеме, во ширењето на културата и уметноста, особено на она што за кој впрочем постои, тоа е литературата, пишаниот збор, особено на македонски јазик, и задутре, на 4 и на 5 февруари организирате саем на 130 тома од македонската книжевност, посветувајќи оваа манифестација и на тој начин одбележувајќи го денот на раѓањето на стратегот на македонското национално ослободително движење Гоце Делчев. Да, значи веќе ние ја најавивме со овој книжевен перформанс чествувањето за Гоце Делчев, меѓутоа веќе во среда на 3 февруари се организира, се промовира или отварање на саем токму во таа чест, и тоа што е сосема нормално, значи се работи за еден револуционер од македонската историја, 130 тома македонска книжевност. Овие книги се всушност проект на владата на Република Македонија и Министерството за култура, но поради интерес на граѓаните, барање, за да ги можат да ги набават во своите домашни библиотеки, за да можат да ги имат во своите полици, значи да ги имат лично за себе, се донесува одлука за да истите можат да бидат и предмет на продажба. И тоа во 5 национални библиотеки во Република Македонија, меѓу кои и нашата библиотека. И затоа ние еве веќе официјално на 3 ќе правиме еден саем токму од овој проект 130 тома македонска книжевност, каде се застапени македонските книги на македонските автори од нашето поднебје. Како промотор го поканивме господинот Евтим Клетников, познат книжевник и член на Друштвото на писателите на Република Македонија. Инаку отварањето ќе биде точно во 12 часот, за да потоа во 12:30 веќе следува промоција на нашиот поет роднокраец Благој Самоников. И саемот што го организираме има едно мото: да се купи книга е прва лига. Саемот ќе трае 3 дена, среда, четврток и петок, односно 3, 4 и 5, од 9 до 19 часот во просториите на холот на библиотеката, па затоа сите заинтересирани можат да дојдат, љубители на пишаниот збор, љубители на книгата, на македонската книжевност, македонските автори, да дојдат, да го пополнат своето време со една добра содржина, да дојдат, да се подружат, и се надевам дека ќе си го задоволат своите, ќе најдат некоја книга што ќе го привлече. Станува збор за литература која е уметничка, професионална. Да, одбрана, значи со уметничка вредност. Не станува збор за стручна литература. Не е стручна, тоа е слободна литература од сите наши македонски автори. И цената е доста пристапна, мислам 157 денара за сите тие 130 наслови. Значи 130 наслови македонска книжевност, самиот збор кажува дека во тој проект се застапени 137 наслови, значи 130 група на автори има, посебни автори, и вкупно се имаме 130 наслови на книги. Тоа се наслови, не е тиражот може. Тиражот нека има за секого кој ќе биде заинтересиран, и да не ни стаса, ние ќе биме пресрекни. Организацијата на овој саем во суштина не е некаква пандан на она што го прават издавачките куки. Не, ова е значи специјално токму затоа го напишавме 130 тома македонска книжевност, значи за тие 130 наслова, инаку овој саем со издавачките куќи го организираме на есен. Тоа е друга, значи си понудуваат издание издавачките куќи. А тука ги имаме овие што ние лично имаме право да ги продаваме. И за да можат читателите да си ги набават и да си имат можност, значи они што имат интерес, да ги набават и да си ги имат во своите домашни библиотеки, лично за себе. И до сега ние веќе и вршиме продажба, значи отворена. Спомнате дека 5 национални библиотеки во Македонија имаат право да продаваат книги. Библиотеката во Штип, национална, универзитетски и така натаму е една од тие 5. Да. Има ли интерес вака да се вуваат граѓани од Македонија од оние градови кај што нивните матрични библиотеки, таму каде што се по градовите, по општините, бидејќи не се од ваков калибар, да не може да ги продават, па да се вуваат граѓаните да вршуваат? Да, имавме една продажба во Ткочени.
Мислам, физичко лице си дојде, си го побара насловот, од Блаже Коневски си побара книга, си ја купи. Имавме исто така физичко лице, поединец, значи, од граѓанин, од Струмица. Се јави на телефонскиот број, ги сакам тие наслови и ние сме тука на располагање да го служиме, да ги задоволиме нивните потреби. И јас искрено се надевам дека ќе се трудиме да афирмираме што е можно повеќе и дека ќе се појави поголем интерес од страна на граѓаните. 157 денари е еден примерок на книга од овие 130 тома на македонска книжевност. По завршувањето на сајмот претпоставувам нема да биде таа цена. Не, таа цена ни е унифицирана. Останува истата цена? Да, истата цена за тие книги, бидејќи тие се со одлука. Одлука по која се одржи и количина и цена. И јас сакам да појаснам, значи ние тоа го правиме врз основа на тие одлуки. Значи цената и за сајмот е еден вид, како да кажам, повеќе масовна презентација да биде. Инаку 157 денари, ние сме отворени секој ден за работа. Секој заинтересиран, кога и да сака, може да дојде и да си ги набави. Со оглед тоа што ми се чини дека владата вложи средства и во презентација на светската книжевност на македонски јазик, имате ли во план такво нешто да направите? Да, ние имаме планови за поголема афирмација, како што реков, и нема да се останеме само во нашата библиотека. Ќе одиме, ако треба, и во библиотеките во источниот регион, кои што се најблиски овде, се со цел да им ја доближиме, значи да ја афирмираме, да го побудиме интересот, да ја популаризираме книгата и за секој оној што има желба нешто да си купи, да му излеземе во пресред, ќе се трудиме максимално колку што можеме и се надевам дека фидбекот ќе ни биде задоволувачки. Евентуално, ако се распродаде се, ги има ли книгите во библиотеката? Овие од 130? Да, меѓутоа ги има само по 2 примерока, по еден од некој, значи можеби зависи како, дали е издадена моментално, дали е слободна, меѓутоа ги имаме и на полиците во библиотеката. Што е тоа што можеме вака во овој наш разговор да кажеме што се следните активности кои би ги имала библиотеката во догледен период, иако говориме за ова е утре, ќе заврши, ќе се обсервира сето тоа, што е тоа што вака со директорот на вашата установа Милена Ристова Михајловска го планирате и со другите колеги, ајде да не издвојуваме. Добро, тука се најзначајните настани што ние како библиотека ќе мораме, значи оние што се зацртани, Ден на мајчиниот јазик, понатаму 8 март следува еве сега Ден на љубовта, на виното, преку поезијата, значи поезијата е неминовно сврзана со виното, со љубовта. Насакаме на се нешто да ја наметнеме книгата, кон нешто ново, да е меѓу читателите, меѓу луѓето. Што е можно повеќе, значи, макар што книгата, имаме голема експанзија на електрониката, на медиумите, но меѓутоа сепак мислам дека книгата си го задржува својот основна улога што има приматот. И како што ќе истакне нашиот академик Луан Старова, вика, е како светилник која ја свети, како и ни буди да ја одржиме надежта во нас. Значи се бори и стварно е сепак ништо не може да ја замени книгата. Она чувство, значи си интимен со неа, сте другарува, вика пријателот кој те чека секогаш во исто време и на исто место. Каде и да одиш, значи се вратиш, те чека, тоа е книгата. И секој, значи, обработува тематика од сите области, за сите вкусови, за сите возрасти и затоа сепак колку и да имаме развој на овие експанзија на електрониски медиуми, разни социјални мрежи, каде имаме информации што можат да дојдат, сепак книгата си останува и си го задржува приматот. Како вработена во библиотека, тоа ми имам увидено лично, значи стварно имаме читатели, бараат, ги следат модерните трендови, разните вкусови и ние сме за тоа да им ги набавиме. Со една 200 денара годишна чланарина да исчиташ толку многу книги од сите области е стварно нешто привилегија, значи тоа е целта на јавната библиотека, на нашите корисници, на најевтин, на најможен начин да им ги задоволиме тие потреби за културно воздигнување и
и секој пат се трудиме да бидеме што поуспешни во таа насока. Ги следите ли актуелните трендови во издаваштвото? Оно што секако. е интересно е белетристиката, нели, во секој случај. Да, ние имаме посебен финансирани од Министерството за култура токму за набавка на тие монографски, ги нарекуваме ние публикации, значи ги следиме најновите изданија, понекогаш по барање на читателите, значи барат го имате ли тој наслов, актуелен е, се трудиме, значи имаме контакти прекрасни со сите издавачки куќи, се ни информираат за сето ново што го следиме, и се трудиме колку што можеме секој пат да го обновуваме тој книжен фонд, меѓутоа ги чуваме и оние, сепак книгата, она добрата книга, секој пат ја има својата вредност на нашите полици, па така, значи ги имаме за сите вкусови, за сите возрасти. Простите, со сите овие активности, особено кои ги гледав завчера на младите, може би некој нема прилика да дојде да посети библиотеката. Не верувам дека има таков, ама да предпоставиме, ќе успеете ли да ги зголемите и по обем и по квалитет, да кажеме, и книгите и читателите? Како мислите не може да... Во смисла заради афирмација ве ги анимирате? Да, ние еве настојуваме, мораме, одеме со работка со градинките, значи секој пат се трудиме, значи таа интерес кај книгата, детето треба да се развие од најмала возраст. И токму затоа ние за тие мали деца, предшколска возраст, додека тргнат во основно училиште, имаме бесплатно членство. И сега, се извинувам, работиме на тоа да го зголемиме просторот за место за престој на децата. Да има 2-3 картчиња каде ќе доаѓаат, значи само треба волја кај родителите од најмала возраст да доаѓат, да бидат во дружба со книгите, бидејќи од мали треба да им се створи таа љубов. И затоа секогаш со градинките имаме активности, кога ќе не повикаат, одиме и ги запознаваме со улогата, функцијата на самата библиотека, доаѓаат и од основните училишта, преку нивните лектири, преку набавување на слободна литература за децата. Значи, ќе се настојава, меѓутоа ќе се трудиме, значи уште повеќе во таа насока треба да се формира таа навика за читање на книга кај младите. Работа и само работа, што би се рекло. Господи Германова, благодарам за разговорот и посакувам успешен саем и успешна презентација на книгата и на пишаниот збор и на македонскиот јазик во секој случај. Така, благодарам и на вас и уште една повик до граѓаните да дојдат да го посетат саемот, сите, значи добронамерници во градот. Да дојдат, ние 3 дена ќе биде отворен и мислам дека... Трети во 12 часот. Отварањето е на 3 во 12, инаку саемот, пак ќе повторам, 3 дена. 3, 4 и 5 од 9 до 19 часот во просториите на библиотеката. Да дојдат и да си поминате неколку часа од денот или час. Ако добро размислуваат, можат и повеќе да искористат своето време. Така. Благодарам за разговорот, ви посакувам успешен саем. Емитуваме комерцијални пораки. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 срекни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен пар. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго. Генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс. Едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Кравјо сирење бучен козјак 248 денари. Шунка ПКБ мини 75 денари. Паста за заби Колгейт 57 денари. Глос за садови 46 денари. Омекнувач Виолета со гратис бришачи 139 денари. Купка Долв 179 денари. Дезодоранс Рексона 99 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб с порцелан, кади, џакузи.
туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, ветца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000 комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 откочени, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Најголемиот и најдобро снабдениот хоум центар во Истокот, ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника. Дојдете и ќе се уверите. ПСС Хоум Центар. Деновина гратис во туш. Средство за садови Глос 1 литар со 500 мл гратис, 69 динари. Павлака Мегле 2+1 гратис, 44 динари. Поли Мини 2+1 гратис, 129 динари. Пилешки колбас XXL од Води со гратис сев, 78 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Од проект до реалност. Од идеја до најголем објект во Источна Македонија. Изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да се биде најдобар е предизвик, но и голема обврска кон сите потрошувачи кои го очекуваат само најдоброто. Затоа Прумес и после години работа мисли на вас. Секој вторник и петок 5% попуст на целата палета собствени производи. Прумес во Виница, Кочани и Штип. Абе прсти да изедеш. Прумес. Ја гледате емисијата 60 минути на исток и во секој момент очекуваме да ни пристигнат следните гости. Тоа се пинпонгарите од пинпонгарската екипа ЕФА шампиони кои со право 2015 година беа избрани за најдобар клуб заради тоа што се шампиони на Македонија во пинпонг. А во она што го правиме секогаш е да емитуваме видеоматеријали кои се сведоштво за актуелни настани. Еден од тие настани е акцијата која е наменета за младите да дојдат до дом, да купат куќа. Отворена е, започна со работа канцеларијата во која сите заинтересирани млади луѓе ќе ги добијат соодветните информации како можат да дојдат до куќа. Бевме во канцеларијата и разговаравме со Никола Колев во канцеларијата за акцијата Куќа за млади, што ја нормално реализира владата на Република Македонија. Да го видиме тој материјал. Проектот е отворен уште пред нова година за најновиот проект Купи куќа за млади, меѓутоа од денеска по сите градови, поточно во одделенијата за имотно-правно одделение при сите општини, започна со канцеларијата за информирање на самите граѓани. Така да заинтересираноста е голема со тоа што повеќето од странките се заинтересирани за најновиот проект Купи куќа за млади. Што значи највеќе условите кои ги исполнуваат се лицата до 35 години со наполнити 35 години, ако да речеме не се во
во брак, меѓутоа ако се во брак еден од брачните парови ако ги исполнува условите да се до 35 години може да учествуваат во субвенционирањето на преку Министерството за финансии при владата на Република Македонија за добивање на субвенциониран кредит за купи куќа за млади. Целта на канцеларијата е за подетелно да бидат запознаени сите граѓани на град Штип, сите кои сакаат да добијат повеќе информации. Отворени денови за добивање на информации се понеделник и вторник со почеток од 10 часот до 15 часот. Меѓутоа одделението е отворено и другите денови, меѓутоа конкретно е тие 2 дена со тоа време. За овој проект може да учествуваат сите граѓани на Република Македонија, тоест да се државјани на Република Македонија, да се во редовен работен однос и зависи од кредитот кој сака да го добијат, односно субвенциите за кои сака да ги добијат. Најновиот кредит, проект што е за купи куќа за млади, треба да бидат до 35 години, со наполнити 35 години може да аплицираат. Како што кажав, и едниот од брачните парови, ако е до 35 години, а другиот ако надминува, имаат право да аплицираат, доколку и двајцата надминуваат, не може да аплицираат за тој кредит за купи куќа за млади, меѓутоа може да аплицираат за другиот кредит купи куќа, купи стан. Ја гледате емисијата 60 минути на истока во продолжение нејзино нормално. Емитувам уште еден видео материјал, а тоа е материјалот посветен на Суво грло. Таму денеска започна активноста за асфалтирање на пат, правење на пат со сите нишани, кој ќе води до село кое е така, живор, како би се рекло, како сите други села во Штип. Нормално наша екипа беше таму, па да го видиме и овој видео материјал. Жители имаше 42 куќи беа во турско село. Турско село, ние православни бееме, само 3 куќи власи бееме. А после како кога капитулира бивша Југославија, дојдоа бугарите и имаше срби тука, србите ги изгонија, дојдоа 3 куќи од Лесковица тука да земјата што остана од србите посејана, доделија на ни. На ние лесковичани. И така се живеаме до 54 година почнаа турците да се иселат. До 60, крајно до 60 биде, од 42 куќи останаме. Имаше 5-16 куќи во православни, ама бидоа нешто. Тежок живот. За вода не беме ускудни. Ама бедно тие сиромашка земја, давачи у тоа време на земјоделието, малку претоварени бееме. Сега останаме, ние 2 куќи, 3-4 куќи останаме, двојца па двојца. А ако се направи пато, ќе биде за сите убаво. Општина Штип започна со реализација на проектот изградба на локален пат од патот Штип-Радовиш М6 до селото Суво грло. Вкупната инвестиција е 13 милиони денари без ДДВ. Должината на патот е 3 километри, со ширина на асфалтот 3,5 метри и по 1 метар банкина. Средствата се обезбедени од Агенција за поддршка и развој на земјоделието и финансиска поддршка. Со денешното започнување и со динамиката на работа, ако дозволат временските услови, овој пат се планира да заврши комплетно за 30 дена. Ја гледате емисијата 60 минути нисток на програмата на телевизија Стари. Дојдоа нашите гости што ги најавме, тоа се Филип Младеновски и Александар Кралев. Пинг-понгари, членови на шампионската екипа ЕФА Шампиони, која во анкетата на локалната самоуправа за изборот или прогласувањето на недобрите спортисти и спортски колективи беа прогласени сосема оправдано, заслужено за најдобра екипа за 2015 година во Штип. И на 20-та им посакувам топло добре, бидејќи беше се во трк некако да се стаса на време. Најнапред честитки и за шампионска титула, говоревме тогаш и за признанието. Логичен
след на околностите Кралев, како го доживеавте во на крајот на 2015 година да се направи нека сума сумарум, бидејќи беше повеќе од плодна за ФА шампиони? Мислам дека сосема заслужено бевме прогласени за најдобар спортски колектив од страна на општина Штип, бидејќи измината година 2015 ја завршивме без пораз во Суперлигата на Македонија. Во пионерските категории нашата женска пионерска екипа освои второ место на екипното државно првенство. Исто така и Мила Штркова беше избрана меѓу 10 најдобри спортисти во пионерска конкуренција од нашата општина. Мислам дека, повторно ќе кажем, сосема заслужено бевме избрани за најдобар спортски клуб во градот, бидејќи таков успех како што ние постигнавме минатата година, ретко може да се пофали било која екипа, не само во пинг-понгот, туку и во останатите спортови. Младеновски? Па, исто. Твојот печаток, ајде. Сезоната за нас започна добро, значи се одвиваше како што треба. На противниците им дадовме многу малку простор да се надеваат дека тие ќе може да не престигнат. И освоивме титулата без, значи, ниту еден изгубен меч, што навистина досега, барем во пинг-понгот во Македонија, се нема случајно. Така да, од тој аспект ни е многу драго, исто така повторно ќе кажам, ние сме штипска екипа, се надпреварувавме само со домашни играчи и освоивме оваа титула убедливо со домашен квалитет. Сакам да прашам, не само со домашен квалитет, туку и со ништо пари. Тоа точно. Со никаков буџет, ајде да бидеме буџет. Значи сезоната ја поминавме, можам да кажам, сите сами се финансиравме. Значи сите играчи што бевме во клубот сами се финансиравме. Тоа е најтрагичното. Значи агенцијата за млади и спорт, ќе дадаме на критика за агенцијата за млади и спорт, ги укина паричните средства што следеа како за државен првак на Република Македонија. Порано беше и за второ и за трето место се доделува парични награди за нешто што си освоил како награда. Да. Агенцијата за млади и спорт ги укина тие парични средства. Општината исто така не ни излезе во пресред да ни помогне на било каков начин малку. Значи ние собираме финансиски средства и за кири, за простори, значи за патувања. Основната опрема ја немаме, гуми што ни требаат, рекети, топчиња, такви работи, значи целокупниот процес во една сезона сами се наоѓаме некои ситни спонзори, меѓутоа тоа е многу малку. Колку така тоа отприлика чини пари во обем? Па видете, пинг-понгот и не е многу скап спорт, меѓутоа кога само се финансираше и е скап. Значи за нашиот клуб да истурка една сезона некаде околу 4000 евра годишно, на годишно ниво, со тоа што, значи, повторно ќе кажам, овде влегуваат, значи, кири, опрема, сите трошоци и 2 до 3 турнири во странство, значи, во околните балкански земји, за да може да ние и организираме и меѓународен турнир. И не повикуваат сите тие што ни доаѓаат на тој меѓународен турнир, можем да кажем дека имаме задоволителна бројка од учесници од странство, не повикуваат исто и тие кога организираат меѓународни турнири, значи за да тие дојдат мора и ти да отидеш. Така е. Сега, Кралев, се исплатеше ли целата ова варијанта од типот на немање пари, трчање по пари, нервози, губење на време и на крајот сите тие, да кажеме, неподопштини што ги преживеавте, не дозволивте ниту една екипа да ве добре? Така, ние на почетокот на претходната сезона си поставивме една цел пред нас, значи знаевме дека сме најквалитетна екипа. Си поставивме цел да ја освоиме шампионската титула. Секако во тие планови не беше дека ќе бидеме без ниту еден пораз први. Како што каже и Филип, сами се финансиравме сите патувања, сета опрема, сами ја купувавме, организиравме турнир во изминатава година кој што е многу успешен и морам да кажам дека сето тоа се исплатеше, иако многу напорно, вложивме многу труд, многу напор, меѓутоа успеавме сите да ги премостиме сите бариери и повторно да освоиме таа шампионска титула, која што ни е многу драга, која што ќе остане секогаш во нашите витрини.
Упорноста се изплатеше и со тоа докажавме дека претходната година бевме трети во сезона 2013-2014. Докажавме дека располагаме со најдобрите играчи во Македонија и секако дека овој успех што го постигнавме има уште поголемо значење, бидејќи сето тоа го направивме сами без ниту една помош од страна. Филип, велат дека тоа што било недостаток во пари се надоместувало со кохезија, со пријателство долгогодишни, со да се покаже дека сепак има љубов во клубот во кој што нема пари. Па тоа е точно, видите, доколку не постоеше пријателство, немаше ни овој клуб да постои. Значи, овој клуб е формиран на база на пријателство. Сите едни меѓу други, прво сме другари меѓу себе, значи, а потоа и колеги, еве пинг-понгарски колеги, меѓутоа спортот не натера секојдневно да се дружиме, така да сме патувале заедно во странство на многу турнири, значи сме спиеле заедно, сме се дружиле и на некој начин спортот не сближил и сме станале другари, така да и овој клуб е, целиот клуб е базиран врз пријателство. Како се држите оваа година? Оваа година, па моментално сме трето место. Сега почетокот ни беше малку слаб, морам да кажам, меѓутоа... добро, логично е опуштеност, нели, од шампионското славе. Имаше мало опуштеност, да, на почетокот повторно имавме некои препреки околу сала, еве, опрема, значи, ајде ќе кажам, немавме гуми, рекети, такви работи, додека малку влеземе во ритам, да, пројде пола сезона, меѓутоа како и да е, се враќаме во колосек, а и кој место да завршиме, се исто е, така да ние повторно пред се пинг-понгот го играме поради забава, ништо друго. Александар, каде тренирате сега? Бевте во долу во трговскиот центар Крши Енджел, сега дека беше? Бевме во трговскиот центар Дуиле, си селивме од тамо пред нова година. Сега сме во преговори со боксерскиот клуб Пинг Пантер, во нивната сала, заедно да ги користиме просториите. Ќе видиме што ќе испадне од сето тоа. Моментално сме без објект. Сезоната ни почнува на 14 март, 13-14 март, не знам колку се паѓа недела. Како што кажав, сме во преговори со боксерскиот клуб Пинг Пантер, заедно да ги користиме тие простори. Ако испадне сето тоа како што треба, ќе биде добро, бидејќи ќе имаме време и за да тренираме, да се спремаме, да влеземе спремни во пролетниот дел на сезоната, бидејќи, како што кажа Филип, есенскиот дел не бевме консолидирани, немавме нити простори како што треба, нити имавме простори, меѓутоа бевме во фаза на селење, немавме опрема и сето тоа влијаеше да претрпиме два порази од конкурентите за титулата, меѓутоа сето тоа се надоместува. Сезоната е долга, пролетниот дел не е почнат, има на крајот и плейоф, така да мислам дека ќе бидеме и оваа година конкурентни за шампионската титула. Говориме за активности или шампионатот македонски. Филип, што ги подсетите тие турнири каде што вообичаено одите, ќе излезете ли оваа година некаде надвор? Еве веќе од самиот почеток на оваа година бевме на новогодишен турнир во Ниш. Значи тој се организира секоја година, ние втора година поред одиме таму. Јас играв во финалето, загубив, значи освои второ место во апсолутна категорија. Александар Кралев исто така влезе меѓу 8-те најдобри. Така да добро ни почна сезоната. Сакаме и имаме во план барем во Косово да отидеме на уште еден турнир. Има во мај месец, мислам дека има, и во Бугарија ако може да отидеме на уште еден турнир, тоа би било. Немањето на пари не е присутно само во ЕФА шампиони, туку и во Пинг-понгарската федерација. Може би заради тоа не може да настапувате во некои европски купови. Колку што имам информација, не е платена котизацијата со години на Европската пинг-понгарска федерација, ако е така точниот назив, па македонските клубови имаат забрана за излегување надвор на овие официјални надпреварување кога станува збор за некаква лига на шампиони или купот на NC Evans и така натаму. Точно во право сте, Пинг-понгарската федерација веќе ќе е неколку години на Европската пинг-понгарска федерација должи
сума на пари, која што не ја знам точно, не можам да тврдам за која сума на пари се работи. Ние оваа година сакавме да настапуваме во купот на Ненси Еванс. Меѓутоа бевме спречени од самото тоа што федерацијата должи пари, требаше таа да уплати пари за да ние потоа влеземе во жребот и за да настапуваме во купот на Ненси Еванс. Тоа е веќе подолг временски период, ниту еден клуб кој што ќе ја освои шампионската титула, па дури и вториот во државата, не може да се надпреварува се додека тие административни работи не се надминат. Значи, до Македонија и тука околу Македонија? Да, околу Македонија и тоа се сам, бидејќи федерацијата не може да обезбеди да настапува ниту репрезентативец, ниту пак клуб надвор од границите на државата. Така да се тоа на база на некое пријателство што го имавме остварено ние како пинг-понгари, репрезентативци со луѓето од Косово, Бугарија, Србија, тие организираат турнири и ние исто така ги повикуваме на нашиот турнир кој што го организираме секој јуни месец, меморијален турнир Борче Кикиритков, и тие се одзовуваат на нашиот турнир. Сме презадоволни. Секоја година масовноста е се поголема и поголема. Мислам дека и оваа година ќе има уште поголем број на надпреварувачи од страна. И така да, од тој аспект сме многу задоволни. Имаме соработка со тие неколку клубови, како што кажав, од Бугарија, Косово, Србија, и ќе продолжиме и натаму да се бориме без пари, со пари. Таа е приказно. Ние сме тие, така да... Вас не ве фати границата, предпоставам можеби некој од помладите членови на ЕФА шампиони учествува на Балканскиот шампионат. Имавте ли учесници? Не од нашиот клуб, не. Нашите членови се пионери. Балканското првенство беше до 21 година. Значи, допрва следуваат нашите играчи, меѓутоа морам да кажам и ова со селење, преселување од една сала во друга сала, дојдат 10-15 дечиња, па ќе се преселиме на друго место, па некои ќе се откажат, па повторно ќе се направи една група, па пак некаде ќе се преселиме и се така. Нашата цел е да создаваме таленти. Првично и затоа е отворен клубот. Значи да создаваме нови играчи, пинг-понгот да не замре, особено во Штип. Меѓутоа, еве поради некои овие околности, имаме одредена група на дечиња, константна, значи тие ќе продолжат. Меѓутоа би сакале, еве така, доколку има можност да се средиме и ние, да бидеме постабилни, за да може константно да произведуваме генерации и секоја година да излегува барем по 1 до 20 играчи. Вели да не загине пинг-понг. Штип е чуден центар, особено пинг-понгарски, како и борењето и пинг-понгот, а и за фудбала да не говорим за другите спортови. Два клуба, едниот е под покровителството, односно под закрилата на универзитетот, сега тие се прави, берем такви се информациите, а вие ги бркате. Загубивте на почетокот, сега би требало да биде реваншот, тако не се лажам. Да, прво коло играме со нив, значи во март месец, првото коло, пролетно коло, го играме со екипата на Гоце Делчев. Да. Па ќе видиме. Не треба сега, прерано е за некои оценки или да се збори пред време. Тие во своите редови имаат играч кој што со години наназад е државен првак на Македонија, меѓутоа Филип на преборот во првото коло во есенскиот дел покажа дека може да се игри и со него, дека и тој не е непобедлив. Водеше 2-0 во сетови и 9-7. И на крајот изгуби, утакмицата можеше многу лесно да биде и во наша корис. Да. Значи, нијанси во прашање. Нијанси беа во прашање, така да мислам дека и нијанси ќе одлучуваат и во првото коло и во пролетниот дел. Кој ќе победи, ќе видиме. Мислам дека тој што ќе победи ќе биде шампион на државата. Сега вие предпоставувате дека ќе биде ЕФА шампион, или? Така. Да продолжи традицијата. Не случайно го прашувам ова заради тоа што предпоставам дека и млади и помлади и таму и ваму се зачинуваат, стануваат пинг-понгари од љубов. Ниту било кој клуб во Македонија од пинг-понгот тешко дека ќе може да зборува за професионалци и да се од тоа обезбеди екзистенција. Мене ме интересира што вие сега работите, вие вака. Филип, знам дека се занимава со некој чуден занает.
Со гравирање, така, имам своја фирма со партнер. Пробуваме нешто приватно, сепак мора нешто да се работи, значи да се заработува, така да пинг-понгот ние, како повторно ќе кажам, забава, значи еден избавен вентил. Ете така, после работа да отидеш, да си изиграш, така и функционираме. Значи, повторно ќе кажам, нашиот клуб е на база на пријателство, тука сме Добро, си нема ли ќе некој се пријател соберем. вака да помогне сериозно? И јас, завчера беше гост Иле Митров, тренер на Мал Ајакс. Кине буџетот е 5000 евра. Кај вас е 4000 евра, сите трошоци да се покријат и ќе остане. За толку пари овој град нема да осиромашае. Барем мојот печаток е. Не знам, еве ние од општината, значи имаме пуштено до сега, не знам, може би 10-15 барања и тоа за суми од 500 до 1000 евра, ако може годишно да ни одобрат, за да оние основните трошоци да може да ги покриеме. Општината да прогласува за најдобра екипа, Меѓутоа до сега... а не ме финансираат, барем колку што разбрав. Така. Да, до сега на сите барања сме имали негативен одговор. А се гордееме со тоа што сме прави. Да. Александр, тебе ти кажи. И јас сум вработен како администратор во модната конфекција Мегатекс, која што е во собственост на Горан Давков, нашиот председател се уште. Голема благодарност. Да не крена раце тој? Не кренал раце, тој се уште е председател, меѓутоа малку се дистанцира од пинг-понгот, бидејќи беше во инвестиции, нели, отвараше конфекции, така да голема благодарност до него, што ме вработи тамо, тоа е сепак покрај пинг-понгот, морам да кажем едно вработување, бев долго време невработен, човекот виде дека сум коректен, дека има поверение во мене и така, како администратор работам во неговата конфекција. За 20-тото прашање, жртвувате се за пинг-понгот, ви врати ли се пинг-понгот? Или ви отвори други хоризонти, други видици? Ни отвори други хоризонти, други видици. Не можем да кажем дека сето тоа што сме го вложиле во пинг-понгот, ако зборуваме од финансиска страна, ни се вратило. Било кој, и од материјална, и од... Секако дека покрај пинг-понгот имаме многу прошетано, бидејќи ако не беше тој спорт, немаше да отидеме на многу европски, светски, балкански првенства, стекнавме многу пријатели ширум Македонија, па и надвор од границите на нашата држава. Сега секако треба, нели, човек да биде свестен со кој спорт се занимава и што да очекува од тој спорт. Па добро. Еве, нажалост, Две-три реченици, нажалост, спортот ни е таков мал и во оваа држава, значи не се цени многу, меѓутоа како и да е, еве, имаме пријателства, имаме прошетено, материјално немаме ништо искористено, значи од тој аспект сме само во минус, меѓутоа не се жалиме. Сега може би жалиме. не држи споредбата, ама не сте како фудбалерите, ни приближно. Ни приближно, значи да не се залажуваме со пинг-понг и не може уствари да се преживее или од материјален аспект. Меѓутоа како и да е, па некои други, еве така, хоризонти ни има отворено. Не се жалиме сега, сме се определиле за тоа. Имаме... Колку вака, освен вас двајцата, ќе подсетам господину Драги Јорданов, колку ви има така, кои сте вака жаришните фокусот на ЕФА шампиони и го држат во полна кондиција со сите непогодности што ги имаат? 7-8 луѓе константно околу нас има, кои што сме секојдневно заедно. Ти, Филип, други, Драги, Саше, Саше, Зоран Димитриевски, Зоран Штрков, Момчило Смолич. Тоа се луѓето кои што секојдневно... И сите поранешни пинг-понгари доаѓаат кај нас, значи, да. Без кој што овој клуб не може да биде ово што е сега, без кој што не може да се замисли ниту еден надпревар. Тие се нашата најголема поддршка. Се надам дека и во иднина ќе продолжат да не поддржуваат. Јас се благодарам што бевте гости во емисијата 60 минути исток да проговориме и за успехот, што е неспорен, се уште актуелни шампиони на Македонија, со шанси да ја одбранат титулата, бидејќи и втори циклус не е започнат. Ви посакувам желбите да ви се остварат
И се гледаме со убави работи за пинг-понгот. Сала да си најдете задолжително, ако не да бараме секаде. Благодарам се шегов напол. Благодарам уште еднаш, иметуваме комерцијални пораки. Најниски цени во маркетите на Китго. Павлака вкусно 19 денари. Мајонез вкусно 89 денари. Чаден свински врат Глобус 276 денари. Свински пршут слайс 76 денари. Макарони Гондола 39 денари. Чоколадни бананки Дона 32 денари. Пиво Наше Македонско 60 денари. Детергент Мерикс 3 кг со гратис мер 210 денари. Маркети Китго. Акумулатори Топла. Најдобриот избор за вашето возило. Откуп на стариот акумулатор, стручна монтажа и проверка на вашето возило. На едно место, во Ивал Трейд Штип. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Старењето на кожата е природен процес, но можете многу лесно да го запрете часовникот на вашето лице. За кратко време ќе ги избришете годините и ќе се подмладите. Мите се редовно со сапунот од козјо млеко со коензим Q10. Резултатите се видливи само по 1 месец, а долготрајната употреба е вистински погодок за лица со над 35 години. Сапунот може да даде одлични резултати и за другите делови од телото, вратот, рацете, градите. Добре дојдовте! Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 срекни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен парк. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, медијапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 424 682. Паневски. Голема предновогодишна акција во Зендолино. Чаден свински врат 269 денари, сардина Мирела 33 денари, риба Ослич 128 денари, туна Бадуко 64 денари, златен пек 44 денари, корнишони 48 и феферони 42 денари. Чоколадо Милка Нойсет 44 денари, тоалет Виолета 8 во 1 85 денари и Мерикс 2 килограми за само 169 денари. Зендолино, 20 години мисли на вас.
Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Ја гледате емисијата 60 минути на исток и малку рекреација, покрај тоа што говоревме за пинг-понг, ќе говориме малку и ќе пуштаме музика. Знаете, секојаш кога имаме достатно простор, го ја реализираме рубриката Бираме хит на неделата, па така и овој пат ви нудиме 3 музички видео материјали од кои од македонската музика, ако може така да кажеме, од македонската сцена, актуелни хитови, актуелни numери, актуелна понуда, што би се рекло, 3 композиции, Боби Мојсовски, Погледни во мене, Дарио Не ми е страф и Викторија Лоба Опиум, се 3 numери, тројцата изведувачи. Најнапред да го слушнеме Боби Мојсовски со изведбата на композицијата Погледни во мене. Пееше Боби Мојсовски Погледни во мене, ја гледате телевизија Стар и емисијата 60 минути на исток, рубрика Избор на хит на неделата. Вториот предлог ќе ни го отпее Дарио, вели дека не му е страв да биде на сцена. Посакувам да не те видов никогаш, посакувам да не те сретнев ни еднаш, посакувам како сите јас да заспивам секоја ноќ, тебе да не те сонувам и добро знам што треба јас да направам, но не можам сам себе да се натерам. Срцето нешто сосем друго избира. Не ми е страх од ладини на снежни бели планини. Не се плашам ни од океански длабини. Не ми е страх од громови, ниту од врели
И по грижата, негрижата, дека му е страв, не му е страв на Дарио да направи еден камбек со една ваква поп-фолк номера, често пати музиката знае, не често пати, многу пати досега тоа е потврдено, докажано и така натаму дека може да биде сериозен опиум, особено ако ја пеат изведувачки. Викторија Лоба пее дека некој или љубовта е опиум. Се кријат сенките, ова љубов никој не ја дознае. Ти како опиум за мои сетила, моја светлина. Единствена. Никому и никогаш не те давам ја знај, ова нема да е крај. Твојата љубов за мене силен опиум е. Ти дадо се. Може би истина е дека време лечи се, ќе заборавиме. И кога кутија стуткан светот во мене. Ете, ја видовме Викторија Лоба и нејзиниот нов хит Опиум, ако може така да кажеме, дека е хит во македонски рамки. Боби Мојксовски Погледни во мене, Дарио Не ми е страв и Викторија Лоба Опиум се трите номери кои претендираат да видат хит на неделата на програмата на телевизија Стар, доколку вие тоа така го направите, јавајќи се на 386-705 или пак гласате на нашата Facebook забавна страница. И овде го завршуваме ова денешно издание на емисијата 60 минути нисток. Претпоставувам дека имавте убави минути со нас. Останете се здрави како и секогаш со програмата на телевизија Стар.